Рубен Сморатовски, актер на годината за 2011, според дневниот весник Дневник, а со што ја заслужи. Го прашавме стручното жири кои критериуми ги исполни Рубен за да ја понесе оваа награда. Критериумите за да се избере актер, тие не може да се напишат и да се напише 1, 2, 3, 4 кои критериуми се, меѓутоа улогата што еден актер ќе ја оствари на сцената, треба публиката да ја памети, критиката да ја оцени, како креативно дело, да се изјасни дека таа улога оставила белег во театарската уметност. Јас и сега размислувам што беше пресудното да ја добие Рубен Сморатовски наградата. Мислам дека пред се тоа беше влогот негов во актерската игра. На сцената се гледаше неговиот извонреден влог во театарската креација. Буквално се даде себе си во представата Геноцид 21, улога која беше пресудна за ова признание. Што значи овој примат за еден актер како што е Рубенс? Наградите не ме прават подобар. Оние што сум ги добил, оние што не сум ги добил нема да ме направат полош, меѓутоа се секако препознавањето и вреднувањето на трудот кој што се го направил е важен за утрешниот ден. Скоро нас е врховниот авторитет на актерот е публиката. Таа е нема друг, тие се најголемите. Меѓутоа кога награда ќе добиеш од критичари и од луѓе кои што се и театарска публика, тогаш значењето е навистина уште поголемо. Покрај изборот за актер на годината, Дневник има и причина плюс за славење, 16-тиот роден ден. Го прашавме генералниот уредник Зоран Андоновски што беше Дневник пред 16 години, а што е денес. Пред 16 години Дневник беше предвестник на новинарската пролет во Македонија, во тогашна независна Македонија. Денес исто мислам дека е Дневник една, не знам како да го кажам, перјаница во македонското новинарство, еден од врвните весници во Македонија. Нека им е среќен роденденот. Им посакуваме уште многу години постоење, многу насловни страници и топ стори. Го имаат клучот за успехот и читаноста. Само нека продолжат така.